Денес паднаа маските, се потврдија лагите. Ни 24 часа не издржа лагата на владата на СДСМ и ДУИ дека билатералните спорови со Бугарија нема да се услов за напредок кон Европската Унија. Ни 24 часа не издржа. Денес се потпиша протоколот со кој што Македонија нема да преговара со Европската Унија за својот напредок, туку ќе преговара со Бугарија за својата историја. Денес во Софија е потпишан протокол кој ќе биде дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија. Со протоколот на кој што стои подписот на Македонското Министерство за надворешни работи, промената на историјата и промената на учебниците по бугарски терк стануваат услов за напредок на Македонија кон Европската Унија. Оваа предавничка влада направи и се согласи за промена на историјата и промена на учебниците, поточно за отворена бугаризација како услов за напредок во европските интеграции. И тоа е јасно кажано денес, затоа што јасно беше кажано во Софија дека протоколот станува дел од преговарачката рамка и дека соодветно на исполнувањето на задачите во тој протокол Македонија ќе напредува или нема да напредува кон Европската Унија, односно ќе се отвараат или ќе се затвараат поглавја. Наедноставно кажано, доколку Македонија прифаќа бугаризација, ќе напредува кон Европската Унија, доколку не прифаќа бугаризација, што е став на огромното мнозинство македонски народ, нема да напредува кон Европската Унија. Лагите паднаа, маските паднаа. Исто така, вистински скандал е тоа што Бујар Османи и оваа предавничка влада се уште го немаат објавено протоколот, кој што тие денес го подпишаа. Иако со денови и недели Османи најавува негово објавување и споделување со македонската јавност, сепак и по подпишувањето на овој протокол, кој се уште не е јавно објавен, јасно е дека се плашат да го објават, затоа што се свесни какви лоши работи има во него и каква ќе е реакцијата на македонската јавност кога ќе види светлина на денот. Но тој протокол ќе се објави. Без разлика дали тоа ќе се случи утре, дали ќе се случи во вторник после сликањето во Брисел или во среда или во четврток, тој протокол ќе се објави и тој протокол ќе е од интерес на македонската јавност. Не ден или два, не час или два, туку години и години нанапред, затоа што тој протокол го успорува напредокот на Македонија. Тоа е протоколот кој што е камен околу вратот на Македонија. Според протоколот подпишан денес во Софија, на кој Бујар Османи и Бојан Маричич гордо застанаа, јасно и гласно пишува дека вистинските преговори на Македонија со Европската Унија нема започнат со сликањето, како што тоа го најави Ковачевски, кое што ќе се случи во Брисел во вторник, туку ќе започнат после промената на Уставот на Македонија со цел вметнување на бугарите во Уставот и одржувањето на вистинската меѓувладина конференција. А напредокот на тие преговори ќе зависи исклучиво од тоа дали Македонија ќе прифаќа промена на историјата, промена на учебниците, промена на културното наследство и цензура во медиумите. Едно е јасно. Во вторник предавниците само ќе одржат фотосесија во Брисел. Нема започнување на преговори за Македонија, додека преговори вистински во вторник ќе започне само Албанија. Од она што можеме да го дознаеме во овој штетен протокол, кој влегува во преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија, стои меѓу другото, дека до 2023 година треба да се затварат прашањата за заедничко чествување на празници и личности, а до 2025 година мора да се направи промена во учебниците по историја во Република Македонија, онака како што ќе побара Бугарија. Ако било кој дел од овој протокол, со кој се загрозуваат македонскиот идентитет, јазик, култура и историја, не е потеркот на Бугарија и бугарската влада, како и бугарската пропаганда, ќе има вето за Македонија во преговарачкиот процес со Европската Унија. ВМРО-ДПМН неостро ќе се спротистави на овие антидржавни договори, протоколи, рамки, кои оваа ненародна власт, предводена од СДСМ и ДУИ, ги подпиша.
ВМРО-ДПМН со своите пратеници и пратениците на коалицијата нема дозволи промена на уставот со цел влегување на бугарите во него. Затоа јасно стојат сите 44 пратеници на коалицијата. Исто така, ВМРО-ДПМН активно ќе работи за промена на преговарачката рамка со Европската Унија и вадење на штетните членови и делови од рамката, кои се на целосна штета на македонскиот народ и држава. Од тука сакаме јавно да му честитаме на Бујар Османи за неговиот дипломатски успех. Но тоа не е успех за Македонија и македонскиот народ. Туку тоа е успех за почеток на преговори со Европската Унија од страна на Албанија, како и исполнување на сите барања на Бугарија. И на крај да додадам, Албанија слави, Бугарија се радува, само во Македонија предавството создава немир, фрустрации и поделби во општеството. Едно големо уа за владата, стоп на предавствата. Благодарам, поелет ако има прашање. Господин Николовски, имам 3 прашања. Првото се однесува по однос на моментот со Бујар Османи. Мислите ли дека со вашата изјава Бујар Османи изминатите неколку години работел во полза на Албанија, за да може да се постигне договор со Европската Унија, а на штета на Македонија? Може едно по едно, за да не ми избегате. Прво, по однос на таа работа, може би се сеќавате, може би не. Пролета 2018 година, кога постоеше голема еуфорија дека мет и млеко ќе тече во Македонија, излегов со информација дека постои договор помеѓу Бујар Османи и Дитмир Бушати. Тоаш Османи беше подпредседател на влада за евроинтеграција, Бушати беше министар за надворешни работи на Албанија, да се успори темпото на реформи на Македонија со цел Македонија и Албанија да влезат во иста група. Зошто? Затоа што во тој момент Албанија беше во група со Косово и со Босна и Херцеговина, кои што имаат проблем со својот државно правен статус, а камоли да напредуваат кон Европската Унија. Причината беше Албанија да се издвои од таа група за да може да напредува заедно со Македонија. Тоа што беше нарекувано научна фантастика, после неколку месеци се потврди. Вториот дел на тој план е токму ова што се случува сега, а тоа е Бугарија да го добие тоа што го сака, затоа што ќе се изврши притисок внатре врз Македонија да се прифатат бугарските барања со цел да може да напредува Албанија кон Европската Унија, затоа што постои сериозен дел од албанскиот народ кој што живее во Македонија. Така што јасно е зошто во преговорите 2020 година за формирање на владата помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети инсистираше дуи да си го добие Министерството за надворешни работи и еве гледаме денеска што направиле. Се добива некој пешато кај еуфорично дека ние готово добивме некој датум за преговори со Европската Унија во јавност зборно, а после она вчерашна слика во собрание и влада. Од друга страна, председателот Пендаровски неодамна кажа, кога се изјасни дека е за францускиот предлог, дека би требало да се метне реченица со тоа што доколку Бугарија се обиде во иднина, да наметне некако вето да се повлечеме шумно од требата, ако е таква логиката, ние да продолжиме со некакви разговори. Прво, преговори за жал нема да има и тоа ќе го потврди време во кое што доаѓа пред нас. Ќе поминат месец, 2, 3, 4, ќе се видиме пак и сите ќе се погледнеме во очи, ќе сватиме дека Македонија не преговара со Европската Унија. Во однос на ставовите на Стево Пендаровски, мислам дека се дволични, затоа што од една страна се силеше дека не треба да се прифати францускиот предлог, кој што денес од Софија кажа дека е истиот и дека нема никакви промени во него, туку дека во Македонија само се продава од пиар аспект дека имало некакви промени, а после тоа му ја свитка е раката и истиот Стево Пендаровски излезе и рече дека договоров е добар. Па сега на кој Стево Пендаровски да му веруваме? На тој кој што велеше дека Ковачевски не треба да оди во Брисел, затоа што тоа што се нуди не е во ред, или на тој кој што излезе пред 2 недели и рече дека ова треба да се прифати. Мислам дека целосно го изгуби кредибилитетот и во огромната желба да добие втор мандат и да се улизава во СДСМ, нема друг збор, за повторно да кандидат, ги гази македонските национални интереси, всушност од најголемиот и најпознат оговарач на политичката сцена во Македонија, тоа го знаете добро вие новинарите, мислам дека повеќе не може да се очекува. Му стигаат, например, безбедносни белешки, он ги кажува на интервју, и тоа не ги кажува ни правилно, иако тоа е со закон забрането, еден пример. По однос на евентуално отварање на уставот и неговата промена за метнување на бугарите, црногорците, хрватите и египтјаните, ВМРО-ДПМН се изјасни вчера, председател Мицкоски кажа дека со нотарски изјави
ќе гарантира дека нема да се случи и нема да се дозволи на некој начин промена на уставот, кој што би било на некој начин пречка во понатамошниот процес за преговорите. Од друга страна, Стручна кафела смета дека такви нотарски изјави биле подпишани со неуставното име и дека не можат да создадат правно дејство во еднина. Две работи. Прво, мислам дека е срамно тоа што власта ги злоупотребува другите етнички заедници, за да си оствари своја цел за бугаризација на Македонија, ги злоупотребува и хрватите, и црногорците, и египтјаните. Јас лично како пратеник сум предлагал пред некаде 10 години египтјаните да се дел од уставот, например. Така што ние немаме проблем со овие 3, 4, колку и да се етнички заедници, ние имаме проблем со барањето бугарите да влезат во уставот, затоа што ни хрватите, ни црногорците, ни египтјаните не тврдат дека ние не сме тоа што сме, дека не го зборуваме јазиков кој што го зборуваме, дека немаме историја и немаме култура. Тоа го тврдат бугарите. И затоа е нашиот став таков каков што е. Во однос на изјавите, тие си се издржани, си се правни. Знам јас дека има проблем во јавноста блиска околу владата, затоа што планираат цела кампања во јавност да создадат некаков немир меѓу народот, дека повторно ќе успеат да најдат пратеници кои што би им гласале за промена на уставот. Тоа нема случајно ќе случат брзи предвремени парламентарни избори. Благодарам. Да, правно се издржани, да. Да. Дали сметате дека тие изјави се во спротивност со член 6.2 од Уставот, каде се вели пратеникот ги представува граѓаните во собранието и одлучува по свое уверување? Пратениците по своје уверување ги подпише, не ги подпише никој за нив, самите ги подпишуваат. Таа изјава се употребува Уставот од 1991 година, оттогаш до сега 6 пати. Затоа што тоа е правна рамка, извинете, мора да влеземе во правна дискусија. Јас сум правник по образование, затоа што секој документ се пишува соодветно на тоа како е заведен во службен весник, кога првиот пат е донесен. Амандманските интервенции во било кој документ, а Уставот е најголем документ, не се внесуваат кога се именува таквиот документ. Вие ако го видите, например, Уставот на Република Македонија, без разлика што се промени името, тој се уште се вика Устав на Република Македонија, па после тоа има амандман во кој што вели дека името веќе не е Република Македонија, туку е името со новата придавка. Така што се работи за едно правно изразување кое што нотарите секако го знаат добро. Дали имаме нешто друго? Благодарам на сите. Благодарам.